Почитувани, Делчево се гради и се развива. За неговиот развој и за реализација на голем број капитални проекти. Меѓу сите други, најзаслужен е градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски. Човек кој остави града, кој со својата визија, труд и пожртвуваност направи се за својот град. Со дела, не со зборови, покажа што значи вистински лидер. Човек кој живее за својата заедница и кој работи за доброто на сите. Градот е го памети по многу направени улици, културни и спортски настани, огромни реализирани капитални проекти, но најмногу во тоа што внесе срце и душа во секој проект. Такви лидери не се забравени. Неговата визија стана наша реалност, а неговите дела ќе останат во здрави спомен. Го поканувам токму него, градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски. Почитувани делчевчани, почитувани гости, почитуван градоначалник господин Андреј Кавшек, почитувани гости од Словенија и Јагодина, драги пријатели. Денес го одбележуваме еден од најважните денови во историјата на нашиот град. Го одбележуваме денот кој има длабоко значење во срцето на нашиот град, годишнината од неговото ослободување. 81 година од ослободувањето на Делчево и 34 години од независноста на државата. Се датуми цврсто втемелени во современата историја на нашиот град. Но овој ден не е само за светјавање на минатото, туку и за препознавање на нашата одговорност кон иднината. Мора да продолжиме да се стремиме кон град кој ги поддржува вредностите на правата, еднаквоста и единството. Во името на сите нас изразувам најдлабока благодарност во нашите герои и нивните семејства. Нивната жртва не обврзува да бидеме подобри, да работиме на сачувување на мирот, да градиме мостови на разбирање и секогаш да се бориме против неправдата. Нивната храброст и пожртвуваност е лекција за сегашните и идните генерации. Им должиме многу и затоа наша должност е да ја пренесеме нивната приказна на идните генерации. За никогаш да не заборавиме. Нека нашиот град продолжи да биде светилник на слободата, правдата и мирот, гордост на сите нас и на оние кои се бореа за него. Денешно Делчево е плод на големата храброст и пожртвуваност на слободумните и бестрашни борци за слобода кои ги удрија темелите на слободно Делчево, на сите повоени дејци и лидери кои го трасираа патот на развојот на нашето градче, да расте и да се развива, да раѓа нови приказни, да се создаваат нови спомени, да се ткаја животот во современа урбана средина. Нивното дело е аманет и наш мотив. Нашата генерација има света должност и обврска да продолжи по тој пат, да го гради нашето Делчево во европска урбана средина и со нашето родно место да се гордееме, да создаваме услови за раст и развој на градот во кој живеат задоволни граѓани. Почитувани, секое време си носи свој предизвик, а наша обврска е да одговориме за предизвиците. Изминатите години работевме напорно да ја постигнеме целта, работиме на транспарентност и отчетност, работиме да бидеме општина за сите граѓани и вистински сервис на граѓаните. Но пред се, нашите заложби се да создадеме подобар квалитет на животот на нашите сограѓани. Наш фокус на интерес останува и понатаму отчетното и транспарентно работење. И 8 години поред општина Делчево е во семејството институции оценети со многу добра транспарентност. Општина Делчево во изминатите 8 години се наоѓа на врвот на листата помеѓу првите 10 институции од сите институции во државата по исполнување на врските за активна транспарентност. Според СЕА, индексот на буџетска транспарентност општина Делчево е во топ 13 општини. Интензитетот на даночна транспарентност општина Делчево е во групата општини со висок степен на даночна транспарентност. Воведовме дигитализација на општинските услуги, со што е олеснет пристапот до општинските услуги во рамките на проектот преку Источно-Планскиот регион. Почитувани граѓани, развојот на една општина е директно зависен од инвестициите во капиталните инфраструктурни проекти.
бидејќи само со средена инфраструктура може да се создадат услови за развој на стопанството и да се зголеми вредноста на имот. Во оваа прилика ќе одделам дел од реализираните капитални проекти. Денес е голем ден за нашиот град. Задоволство и чест ми е денес да зборувам за еден од најважните и најсуштински капитални проекти што некогаш биле реализирани во нашата општина. Пречистителна станица за чиста вода за пиење. Проектот за водоснабдување на Делчево е најголем проект во историјата на Делчево и по својата финансиска конструкција, но што е уште поважно по својата суштинска вредност. Проектот за изградба на оваа станица започна со визија за подобар и почист град, визија за подобро утро на нашите деца. Со оваа филтер станица ја исполнивме таа визија. Овој проект ќе овозможи не само чиста вода, туку и нови можности за развој, нови инвестиции и нови работни места. Го правиме нашиот град посигурен, поубав и поодржлив за идните генерации. Оваа пречистителна станица е резултат на тимска работа, на визионерство, на заедничка цел која делевме сите ние граѓаните. Да го направиме нашиот град подобро место за живење. Покрај пречистителната станица изградивме и фотоволтаична централа, усклопна филтер станицата, која покрива огромен дел од трошоците за електрична енергија за работа на станицата. Ја реконструиравме последната комора за вентили и прекидна комора кај брана Лошана. Изградивме нова прекидна комора од брана Лошана. Изградивме пунктна станица на Бунарско поле во Тработивиште и изградивме два нови бунари. Го реконструиравме Бунарското поле во Делчево и пунктната станица. Го реконструиравме резервоарот во Свегот. Изградивме две нови комори за вентили на главната доводна цевка од пречистителната станица на Тработивиште во Делчево. Обезбедивме нови 1,9 милиони швајцарски франци од СЕКО Швајцарија за реализација на проектот подобрување на водоснабдувањето во Делчево, со кој го изградивме новиот резервоар за вода Чука од 800 кубни метри, што ќе обезбеди одржливост на водоснабдувањето во Делчево и неговата околина. Проектот подобрување на водоснабдувањето во Делчево е инвестиција од над 9 милиони швајцарски франци и е најголема инвестиција во историјата на Делчево. На овој убав датум, 81 година од ослободувањето на Делчево, со задоволство можам да истакнам дека граѓаните добиваат нова детска градинка со капацитет од 150 деца, уште еден во низата успешно реализирани капитални проекти. Пред 2 години се подпиша договорот за работа и за изградба на новата детска градинка во населото Расадник, а веќе денес овој капитален објект е изграден. Инвестиција вредна близу 1 милион евра. По примерот на големите градови, Делчево доби уште еден капитален објект, нов современ градски зелен пазар, која надополнува сликата на урбана средина. А за тоа изградивме нов имидж на градот, поведовме нови стандарди кои носат развој на локалниот бизнис и овозможуваат Делчево да го има приматот во пограничниот регион на меѓугранична размена на стоки и услуги. Ова е објект кој ќе остане да сведочи за генерации граѓани и уште еден доказ дека кога се работи посветено, одговорно и домакински, нема што не може да се направи за своите сограѓани. Инвестицијата е вредна 45 милиони денари. Исто така уредивме просторот околу пазарот со 3500 метри квадратни паркинг простор, изградба на улица 6 во цел кружно сообраќајно поврзување. Вредноста на работите за паркингот и изградба на улиците е над 100.000 евра. Предходно, на оваа локација ги изградивме улиците 3 и 4, кои што го поврзуваат пазарот со пешачкиот мост и детската градинка. Новоизградените улици во централното градско подрачје, околу современиот градски пазар, но и секде во градот, новоизградената подземна инфраструктура, новоизградените капитални проекти донесоа нови инвестиции. Па за прв пат по неколку децении во Делчево се изградија нови деловни објекти и објекти за домување. И што е уште позначајно, овој тренд не застанува. Продолжува со уште поголемо темпо и започнуваат со градба уште 5 нови огромни деловни и стамбени објекти. И тоа е резултат на климата за развој на Делчево, која ја создаваме во изминатите 8 години. Изградивме комплетно нов водовод по село Звегор и село Гаврово, како дел од втората фаза на реализација на проектот за водоснабдување во Делчево. Направен е технички прием, со што жителите на овие две села добија чиста и безбедна вода за пиење. Инвестиравме 573.000 евра преку Министерството за животна средина за подобрување на водната инфраструктура во Делчево.
Со овие средства реализиравме два капитални проекти. Изградивме атмосферска и фекална канализација во новата населба Пролет, со што трајно се решава проблемот со атмосферските и отпадните води во една од најубавите населби во Делчево. Потоа во оваа населба ги изградивме 90% од улиците. Вториот приоритет е во фаза на тендерска постапка за изграда на речното корито во должина од 500 метра низводно до мостот на улица Индустријска и реконструкција на каналот за наводнување со обезбедена финансиска конструкција од Европската инвестициона банка. Уште еден капитален објект е комплетната реконструкција на салата Асном, каде што се наоѓаме сега. Поставивме акустична изолација, изградивме санитарни чворови, поставивме нова електрична инсталација, ново осветлување и затоплување, со топлински пумпи, ново озвучување, се изврши замена на натрешните врати, замена на подот, изградивме помошни простории до сцената со намена за гардероби. Изградивме пристапна рампа за лица со посебни потреби, со што за прв пат овозможивме соодветен пристап за овие лица во салата. Објектот кој што беше оставен на забот на времето го врати сјајот на култното место на културата во градот. Инвестиција вредна 13 милиони денари. Изградивме градска капела. Реализиравме уште еден огромен капитален проект. Изградивме нов пешачки мост на река Брегалница. Со изградбата на овој мост, граѓаните добија многу побрз и побезбеден пристап до градинката, основното училиште Ванчо Прке, градската библиотека, општината, новиот градски пазар и многу други институции. Вкупниот буџет на проектот е 7,5 милиони денари. Во завршна фаза е реализацијата на уште еден капитален проект, регулација на коритото на река Гавровчица во должина од 700 метри, инвестиција вредна над 16 милиони денари. Посветено работиме за создавање современа патна инфраструктура во Делчево. Во оваа прилика ја издвојувам реконструкцијата на локалниот пат за село Стамен. Овој локален пат за прв пат од неговата изградба добива комплетна реконструкција по целата должина од 1,3 км. Инвестиција во висина од 5,1 милион денари. Ја решивме критичната инфраструктура и за најоддалеченото село во општината. Комплетно се реконструира 10 км на локалниот пат за село Разловци. Вредноста на овој проект е 50 милиони денари. Во рамките на реконструкцијата нов асфалт е поставен и на транзитните улици по село Работивиште и село Разловци, како и на площадите во тие две села. Го изградивме локалниот пат и Турија во должина од 1 км. Во населбата Трети район ја реконструиравме улица Острет со вкупна должина од 600 метри. Вкупна вредност на овој проект е 3,2 милиони денари. Предходно на истата улица изградивме нов водовод. За прв пат од изградбата ја реконструиравме улица Ванчо Прке во должина од 223 метри, која е една од најфреквентните улици во населба Втори район во Делчево. Вредноста на работите е 2,7 милиони денари. Предходно и на истата улица изградивме нов водовод. При градската населба Басарица, иако беше урбанизирана повеќе од 20 години, граѓаните газеа кал, дишеа прашина и мораше ова да се промени. Сега таму сликата е сменета. Басарица е урбана населба со комплетно решена инфраструктура и изградени нови улици во должина од 1,5 км. Ја реконструиравме улицата од населбата Таушанско мало до центарот на градот. Ги реконструиравме најфреквентните улици во Делчево: Светозар Марковиќ, улица Питу Гули, улица Маршал Тито, во централното градско подрачје, со вкупна должина од над 1,2 км. На ново реконструираните улици се изградени тротоари. Вкупниот проект, кој што е во износ од 260.000 евра, е финансиран со грант од Европската унија преку ИПА предпристапните фондови. Ја реконструиравме комплетно улицата Вера Јоцич, ја реконструиравме улица Македонска со должина од 200 метри, изградивме нова улица 7 во спортско-рекреативниот центар, го рехабилитиравме транзитниот булевар Македонија, го рехабилитиравме патот кој што минува низ село Цвегој, ги реконструиравме улиците Орце Николов, Скопскан, дело од Острет со изградба на подпорен зид. А во склоп на овој проект го изградивме и локалниот пат Делчево село Работивиште во должина од 5,3 км. Ова е во рамките на проектот Македонија без кал во вредност од околу 800.000 евра. Изградивме улици во повеќе села: во село Стамет, во село Вирче, во село Разловци, во село Цвегор, во село Град, во село Гаврово. А во овој пакет инфраструктурни проекти изградивме и 3 улици во населба Средиште во Делчево. Изградивме улиците Гоце Делчев и улица Пијаничка во село Правотивиште. Извршивме до изградба на улица Голачка, до изградба на улица Клачковица. Изградивме крак на дел од улицата Кејна Брегалница. Изградивме комплетно нова улица, улица 3, која го поврзува пешачкиот мост со новиот градски пазар во должина од 370 метри.
Вредноста на проектот изнесува 7,5 милиони денари. Ја изградивме улица Грозданец во населба Расадник, изградивме пристапна улица и крак на улица Ивиндерска, изградивме крак на улица Никола Јонков Вапцара. Комплетно ја реконструиравме улица Велко Влаковиќ, а наредната недела ќе биде поставен и асфалтниот слој. Го изградивме продолжетокот на улица Овце Николов од 160 метри и краци од 210 метри во локалитетот Чунски Расадник. Изградивме крак на булевар Македонија, ја реконструиравме паралелната улица на булевар Македонија, ја реконструиравме улица Голачка, ја реконструиравме улица Иво Лола Ривар, ја реконструиравме улица Јане Сандански, ја реконструиравме улица Царевоселска во должина 220 метри со површинско одводнување на водата до постоечките сливници. Во Делчево реконструиравме 85% од водоводната мрежа и старите азбестни водоводни цевки ги оставивме во минатото. Реконструкцијата на водоводната мрежа и инсталацијата на полиетиленски цевки се одвиваше во неколку населби преку повеќе различни проекти, при што изградивме нови водоводи со вкупна должина од 9,2 км, а вкупната инвестиција е 37 милиони денари. Реконструкција на водоводната мрежа се одвиваше во делот на селбата Милково Брадо, Ново Делчево и потисен цевковод во населба Трети рон, зона обиколен цевковод на дел од улица Плачковица, населба Втори рон и дел од населба Први рон. Реконструирана е водоводната мрежа во Ново Делчево должина од 1,8 км, делот во населба Милково Брадо во должина од 2,3 км. Замена на потисен цевковод во должина од 450 метри. Вредност на проектот е 18 милиони денари. Реконструирана е водоводната мрежа на улиците Солунска, Ванчо, Прки и Остре, со вкупна должина од 800 метри и инвестиција од 3,1 милион денари. Преку Министерството за транспорт и врски и програмата за подршка за имплементација на декадата и стратегијата на ромите се реконструираше дел од дистрибутивната мрежа во Делчево, зона обиколен цевковод крак 4 на дел од улица Плачковица во должина од 400 метри. Вкупната вредност на проектот е 2,3 милиони денари. Изградена е нова водоводна мрежа во населба Пролет, во должина од околу 500 метри, со што сите ново изградени објекти во населбата се приклучени на градскиот водоводен систем. Изградивме нова водоводна линија на новиот градски пазар и околните парцели во должина од 200 метри. Изградивме инсталација за атмосферска канализација на улицата кај новиот градски пазар во должина од 300 метри. Изградивме фекална канализација во село Полето во должина од 200 метри. Изградивме фекална канализација во должина од 320 метри во село Стамер. Извршивме продолжување на фекалната канализација во село Град. Изградивме фекална канализација во најголемот дел од градот, таму каде што недостасуваше. Извршена е рехабилитација на земјоделски патишта во должина од 3,1 км и вредност на проектите од 3 милиони денари. Рехабилитирани се патишта во местноста Средни Бавчи, Долни Бавчи и земјоделскиот пат во село Вирче до село Град. Во Делчево на 4 јавни објекти инсталиравме фотоволтаични централи, општинската зграда, двете основно училишта и средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Успешно го завршивме проектот енергетски ефикасно осветлување во регионот Благоевград Делчево. Проект кофинансиран од Европската унија преку интерекипа програмата Бугарија-Македонија. Во изминатите години партнерски го работивме општините Делчево и општина Благоевград. Општина Делчево со овој проект штеди енергија од улично осветлување и до 70%, а 30% е зголемен бројот на електрични светилки во јавното осветлување. Оваа инвестиција е вредна 190.000 евра. Покрај тоа, во градскиот парк во Делчево инвестиравме во енергетски ефикасно осветлување со што се подобри осветлувањето во централното градско подрачје на општина Делчево. Вкупната вредност на проектот е 2,5 милиони денари. Во целиот град, во целата општина имаме поставено над 1300 LED диодни енергетски ефикасни светилки во Делчево и околните населби. Јавното осветлување е 90% енергетски ефикасно и во градот, и во населените места. Во финална фаза е изработка на техничка документација за изградба на кружни крстосници на 3 локации на булеварот Македонија. Вредноста на проектот е 1.995.000 денари, а средствата се обезбедени преку фондот за техничка документација со поддршка на UNDP, финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународна соработка СИДА и Бюрото за регионален развој. Во Делчево се постави сообраќајна сигнализација на ново изградените улици и патишта, како и на пофреквентните улици во градот. А додека во делови од населби каде вообичаено има поголема фреквенција на возила и пешаци се воведаа зони каде што задолжителната брзина на движење на возилата се ограничува на 30 км на час. Со оваа активност се поставени над 300 сообраќајни знаци и опрема во Делчево.
Имаме изработено основни сообраќајни проекти и поставивме сообраќајна сигнализација на над 20 улици. Изработивме и усвоена е стратегијата за безбедност на патиштата со акцијски план 2023-2027 година за подрачјето на општина Делчево. Се грижиме службите кои што се во надлежност на општината да функционираат безпрекорно, да имаат соодветни услови и ресурси за работа. Високо на агендата и опременоста на територијалната противпожарна единица во Делчево. Од доброволното противпожарно друштво на словеничкиот град Черномир, од нашите пријатели, добивме 2 комплетно опремени противпожарни возила и друга потребна опрема. Од наши пријатели од Шерне, Швајцарија, обезбедивме 2 професионални противпожарни скали за интервенција на високи објекти и пумпа Порше за потребите на територијалната противпожарна единица во Делчево. Набавивме и нов камион со средства од општина Делчево. Набавивме професионална опрема за пожарникарите. Ги реконструиравме просториите на територијалната противпожарна единица во Делчево. Обезбедивме и поставивме 18 надземни хидранти. Изчистени се дивите депонии со што директно инвестираме во здрава животна средина. Ја чуваме околината и предонесуваме за заштита на здравјето на граѓаните. Депонијата, изчистени се депониите за градежен шут, Ралова Чука, депонија во село Град, депонија под Попов мост, депонија кај Тработивиште, депонијата кај мостот на улица Индустријска. Засадивме украсни садници по должина на булеварот Македонија. Во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски извршена преадаптација на поткровниот простор во училиштето и негова пренамена за библиотека, медијатека, простори за музичка секција и ликовна секција во вредност од 4,3 милиони денари. Во основното училиште Климент Охридски отворена сензорна соба за потребите на учениците со посебни потреби. Учениците од Климент Охридски во село Тработивиште од 2023 година учат по современи училници. Средствата од 1 милион се обезбедени преку програмата Ром Актед од Советот на Европа и од Европска унија. Во Климент Охридски изградивме дворната ограда на училиштето која е во вредност од 1,2 милиони денари. Во основното училиште Ванчо Прки изградивме инклузивно игралиште, биди инклузивен, биди инклудиран, финансиран од Европска унија. Во рамките на проектот за реконструкција на санитарни јазди, во истото основно училиште Ванчо Прки се реконструираше водоводната инсталација. Се постави нова санитарна опрема во сите 12 тоалети во училиштето, а се изгради и 2 тоалети за ученици со посебни потреби. Инвестицијата на реконструкцијата е во вредност од 7,8 милиони денари. Во истото училиште изградивме енергетски ефикасна фасада, инвестиција вредна 5,1 милион денари. Извршивме замена на подот во целото училиште, инвестиција 6,6 милиони денари. Ја реконструиравме спортската сала, ја променивме кровната конструкција, прозорите и подот во салата. За осовременување на образовниот процес набавивме електронски табли, проектори, лаптоп, компјутери за 15 училници. Изградивме енергетски ефикасна фасада на средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Изградена е конгресна сала во истото средно училиште. Инвестиција на училиштето вредна 3,5 милиони денари. Образовниот процес го осовременуваме со нови електронски табли и останати нагледни наставни средства. Во јавната локална библиотека е отворено детско каче и се инвестираше во подобрување на условите за чување на библиотечниот материјал. Воведено е електронско издавање на книгите. Инвестиравме во инвентар, полици, канцеларии, набавка на опрема за осовременување на условите за работа. Зголемен е книжниот фонд на библиотеката со нови наслови, набавена образовна литература, црковна литература и литература за деца. Опремена е современа читална на библиотеката. Библиотеката има одлична инклузивност со сите целни групи во општината и огромен број на работилници со најмладата популација. Во јавното комунално предпријатие Брегалница инвестиравме во машини и опрема. Набавени се 2 машини ровокопачи со приклучни уреди, ново товарно возило потребно за транспорт на луѓе и опрема при теренска работа, машина за чистење снег од тротоарите, машина за одржување на зеленен. Обезбедивме машини за чистење и перење на канализацијскиот систем, возило за метење улици. Набавивме 2 нови камиони за собирање на смет. Во градскиот парк во Делчево поставивме новогодишни украси и фигури, но и дрвени куќички наменети за угостителско-трговска дејност. Поставувањето на овие новогодишни реквизити го опременуваат градскиот парк и го облекуваат во новогодишно руво, збогатувајќи ја магичната новогодишна атмосфера во Делчево. Во централното градско подрачје изградивме атрактивна фонтана, која е проектирана во формата бесконечност, која е одраз на модерно и современо Делчево. Инвестиција 2,8 милиони денари, подпомогната од наши сограѓани од фирмата Фротирка.
Со цел напредување на положбата на жените во општеството ќе потенцирам дека изработивме нова стратегија за родова еднаквост и акцијски планови за родова еднаквост, а родовиот аспект е имплементиран во 3 локални програми. Програма за родова еднаквост, програма за социјална заштита, програма за односи со јавност и промоција на општина Делчево. Се грижиме за пензионерите и даваме подршка на работата на Сдруженијето кое што ги обединува пензионерите. Даваме подршка на работата на локалниот младински совет и општина Делчево е редовен партнер на граѓанскиот сектор кој работи на тема млади со цел зголемување на учеството на младите во креирање на локалните политики. Со решение на Министерството за животна средина се заштитени како природни ресурси 3 локалитети во Делчево и се ставени во функција на туризмот со строго определени правила и соодветна заштита. Тоа е Киселичка пештера, палеонтолошкото наоѓалиште кај Стамер и геолошкиот профил кај Звебо. Во партнерство со Голак е уредена планинарскиот спортски клуб Голак е уредена и значена планинарската патека Голак Виница, како и планинарската патека за Кукулјето во село Нов Истевник. Даваме подршка на спортските клубови и на Сдруженијата на граѓани, за што секоја година објавуваме јавен повик и транспарентно се делат средствата. Општина Делчево гради партнерство со невладиниот сектор и со нивна подршка изработуваме стратешки документи кои веруваме дека ќе го подигнат квалитетот на услугите. Ова се само дел од реализираните проекти. Почитувани, продолжуваме понатаму за да ја оствариме нашата визија Делчево европско, со сите нишани и задоволни граѓани. За европско Делчево да градиме и да создаваме услови за подобар квалитет на животот на нашите сограѓани. Зад нас оставаме капитални проекти кои што ќе сведочат за генерации и генерации за нашата посветена работа. Со сите овие проекти ние испраќаме порака дека нашиот град е подготвен за нови предизвици. Испраќаме порака дека сме подготвени да инвестираме во нашата иднина и дека секој од нас заслужува да живее во средина која што нуди подобри услови за живот. Сите заедно ја направивме оваа промена на градот и сите заедно ќе го градиме подобриот живот за нашите деца. Сите заедно ќе продолжиме да работиме на нови проекти, на нови успеси и на заедничко подобро утре. Нека се за многу години двата празника да мотивираат и да обединуваат уште многу генерации. Да живее слободата, По повод